Со гласни свирежи и извици на негодување на 10 марш за ангелите во Кочани, родителите на децата кои починаа во пожарот во Пулс побараа одговорност од институциите. По вообичената маршрута од паркот на Револуцијата се упатија кон Траговскиот центар, а оттаму изградата на општина Кочани. Учесниците пред полициската станица јавно побараа одговори од Министерството за внатрешни работи и од министерот Панче Тошковски зошто полициските службеници при контролата што ја спровеле кобната ноќ во дискотеката не ги следеле законските одредби и стандарди. Дали акцијската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот. И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчеа кон излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акцијска контрола се повикани на распит и се осомничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со ОЈО ГОК. Протестниот марш продолжи кон основниот суд и јавното обвинителство. Таму родителите побараа одговори зошто и покрај нивните укажувања во обвинителниот акт не се вклучени и лица од управата за јавни приходи. Тие, иако знаеле дека е блокирана сметката на фирмата собственик на дискотеката, дозволиле таа да продолжи со работа. Ако фирма има блокирана сметка повеќе од 45 дена и не исплаќа плати и придониси подолг период, УЈП има законска обврска да поднесе барање за отварање стечајна постапка и да предложи мерки за обезбедување на имотот. Ако блокадата била заведена на 16 август 2024 година, тоа значи дека веќе до крајот на септември управата требала да постапи, а клубот Пулс требал да биде затворен. Но клубот продолжил да работи и 62 животи беа изгубени. Ова не се технички грешки, ова се системски прашања до истражителите, до јавното обвинителство. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно член 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Дали некој ја стопирал постапката и ако да, зошто и со каква цел? Колку вработени има во УЈП во Кочани? Дали по констатираниот прекршок и сознанието дека фирмата има блокирана сметка, контролата е повторена? Дали некогаш даночен инспектор таму низ годините направил било каква контрола во објектот, освен онаа која се споменува во декември 2024 година? Дали инспекторката за економски криминал од МВР ги има проверено сите овие нерегуларности или некој во институциите замижал пред нерегуларностите? Завршувајќи го 10-тиот протестен марш за ангелите, родителите додадоа дека институциите ги знаеле нерегуларностите во Пулс пред да се случи пожарот, нагласувајќи дека трагедијата не е последица на една грешка, туку на ланец од институционални пропусти. Затоа побараа секој пропуст да биде идентификуван, а виновниците да бидат повикани на одговорност. Со тоа државата ќе покаже дека законот важи за сите. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.